Нема нешто посебно што е променето, она што можам само да го потврдам, дека како Социјалдемократски сојуз до последен момент ќе останеме на прагот на борбата да не дозволиме Македонија да се втурне по патот по кој што се движи Белорусија. Ќе направиме се додека постои отворена можност да не ја изгубиме препораката и договорот од Пржино да се спроведе во целост. Кога е тој последен момент? Се работи за денови. Сите знаете дека се очекува извештајот за Македонија да биде завршен, затворен и да биде објавен. Се работи за неколку денови. А повторно препораката или ако биде условена, што потоа СДСМ ќе прави? СДСМ е целосно посветена на помошта на нашата земја да остане на патот на полноправно членство на Европската унија. Движејќи се во тој дух, секогаш сме биле кооперативни, максимално флексибилни, целосно посветени на процесот, заради тоа што за нас план Б не постои, алтернатива за Македонија не постои, освен полноправно членство во Европската унија и во НАТО. Што е сега веќе поспорно во преговорите, дали омастувањата или период на избори, дефинирање на период на избори? Логично е периодот на изборите да биде врзан со датумите прецизирани со договорот од Пржино, но тука не е проблемот. Проблемот е во законот за влада и надлежностите на замениците министри и министрите кои што треба да дојдат на предлог на Социјалдемократскиот сојуз. Ние сме целосно подготвени, максимално флексибилни, целосно кооперативни на било кој повик на меѓународните представници, на господинот Питер Ван Хојте кој што ги води преговорите, да дадеме целосно ресурси и капацитети предводени од мене како председател на СДСМ да се изнајде решение. Разни личности, Не верувам заради тоа што искрено очекуваме договорот од Пржино да се спроведе во целост. разни личности кои што се поврзуваат со власта повикаа на барикади на народ, на протести. Ваш коментар за вакви сценарија може да се најде? Налудничеви идеи на поединци во Македонија, ништо повеќе. Велите дека правите се, подготвени ли сте за да не изгубиме препораката, подготвени ли сте дури на некакви отстапки? Социјалдемократскиот сојуз отстапки прави постојано во целиот овој процес, во интерес на граѓаните и на Македонија. Секако тоа е потврдено и во изјавите на меѓународните представници кои што се неутралната страна, овде помеѓу двете поларизирани страни, опозицијата и власта. И тоа е, мислам, апсолвирано прашање во Македонија, секако во интерес на државата. Ние сме подготвени како и досега, така и понатаму, да ги правиме отстапките, само Македонија да чекори на патот кон Европската унија.